Пролетта останува најкритичниот период во кој се случиле поплави на југоистокот. Се уште се свежи сеќавањата од пред неколку години, кога беше поплавено скоро целото Струмичко поле. Поучени од ова, општините под будното око на Дирекцијата за заштита и спасување работат на превенирање од поплави. Инспекторот во дирекцијата Митко Димчев вели дека од извршените контроли може да посочат дека општините се релативно добро подготвени да се носат со оваа природна непогода. Значи, во изминатиот период, пред зимскиот период и сега во оваа новата 2018 година, извршени се повеќе контакти со станоци, со работни групи, како и со градоначалниците на општините. Значи, пред се превентивно да видиме дали и колку се спремни. На тој план можем да кажем дека сите општини во поширокиот Струмички регион ги имаат изработено потребните документи, како што е процена на загрозност и план за заштита и спасување, во кој е наведена како една од мерките и заштита од поплави. Значи, општините се подготвени заедно со нивните сили, нивните јавни комунални предпријатија, исто така имаат склучено договори со приватни предпријатија за користење на нивната механизација. Во изминатиот период извршени се чистење на неколку речни корита, канали, така да тие критични точки што ги лоциравме, истите се интервенирано на нив и е спречено да дојде до поплавување како што имавме во изминативе периоди. Димчев вели дека како институција разговарале и со водостопанското предпријатие кое е надлежно за речните корита и канали вон опфатот на општините за преземање и превентивни активности за спречување поплави од голем карактер. Тие се случуваат ненадејно после порени дождови. Последната поплава што беше порен дожд и тоа не во Струмичкиот регион, туку во Радовишкиот регион, бидејќи целото сливно подрачје од Радовиш доаѓа кај нас. Релативно спремни во смисла на човечки потенцијал, како и финансиски средства, бидејќи заштитата и спасувањето, тоа е заштитата од елементарни непогоди, е област за која што се потребни големи финансиски средства, пред се во превентивата и меѓутоа значи, општините работат на тоа, значи, ги уредуваат речните корита, каналите, меѓутоа тоа за народот, за луѓето не е видливо, бидејќи тоа се настрана, се ангажираат големи механизации, потребно и време, затоа што, да кажеме, едно речно корито или канал не може да се уреди во зимско или пролетно време кога водостојот е голем, туку треба во летните или есенските месеци кога водостојот е помал. И исто така потребно е да се извршат и претходни работи, тоа да се изготви некој елаборат за чистење, бидејќи доколку се чисти нестручно може да дојде до поголемо оштетување на каналите и речните корита и да имаме поголеми проблеми. Значи, тоа е еден подолг процес, кој што не може да се изврши за ден-два, туку потребно е минимум 6 до 7 месеци. Во регионот се спроведува и проект преку UNDP за чистење на Струмичкиот слив, во чија реализација Дирекцијата за спасување е вклучена како контролор. Димчев вели дека овој проект, финансиран преку програмата на Обединетите нации, даде голем придонес кон заштита од поплави. Истовремено, од дирекцијата ја напоменуваат и зголемената јавна свест кај граѓаните, кои не копаат песок и земја од каналите, кои се барикади меѓу нив и водата која може да биде опасна.